Надија Толиконикова го создаде рускиот феминистички уметнички колектив Pussy Riot. Таа помина 16 месеци во затвор за протестот во 2012 година, чија цел беше верска нетолеранција во Русија и блиските врски на председателот Владимир Путин со православната црква. Додека беше во затвор, таа започна штрајк со глад поради суровите затворски услови. За гласот на Америка во Лос Анџелес таа рече дека жените, политички затворенички, мора да се справат со мизогинија. Обычная ненавист российской пропаганды. Руската омраза кон секое несогласување се одвојува со омразата кон жените. Во нашиот случај бевме срамени дека сме лоши мајки. Тоа е типична тактика на насилникот. Не беше наша вина што ни ги одземаа нашите деца. Но тие не обвинуваа што не сме ги воспитувале нашите деца, туку седиме во затвор. Активисти од руската диаспора во Лос Анџелес одржаа собир на кој им напишаа писма на жените политички затворенички во нивната татковина, вклучувајќи ја и Ксенија Карелина. Додека го посетувала семејството, Карелина била приведена во Русија под сомнение за предавство, бидејќи наводно дала мала донација во добротворна организација што и помага на Украина. Таа се соочува со затворска казна до 20 години. Миша Суворов вели дека мисли на спротивставеното семејство. Можеше да биде мојата ќерка која само отишла да се поврзе со својата татковина, со незините корени да го запознае незиното семејство и да биде затворена на граница, фрлена во затвор од некои насилници за објавување нешто на интернет. Активистката Анастасија Коринченко покажува слика од Викторија Гончарова, која отслужува затворска казна од 6,5 години. Незините наводни злоупотреби вклучуваат објавување на символи на украинските екстремно десничарски групи на социјалните мрежи и промовирање екстремизам. Тие се одсечени од светот. Мислат дека правдата ги казнува, дека направиле нешто лошо. Но кога добиваат писма и некој им вели дека не направиле ништо лошо и да бидат храбри, тогаш знаат дека не се сами. Руските власти не можеа да ги одсечат од целиот свет. Кориенко вели дека бројот на жени политички затворенички на нивната листа за пишување писма пораснал од 63 на 86 во само изминатиот месец под репресија на руската влада.